Ова е Гевгелија. Кога го споменуваме ова име, веднаш помислуваме на раните градинарски производи, на првокласните домати, на првиот сноп и, се разбира, на првото грозје. Но тоа не е се што го символизира ова медитеранско градче. Овде веќе 20 години делува една од најкрупните земјоделски организации кај нас, која со своето висококвалитетно грозје стана позната и надвор од границите на нашата земја. Тоа е земјоделско-индустријскиот комбинат Винојуг. До пред неколку години тоа беше мала, минијатурна организација, која своето производство го темелеше врз стари и дотраени капацитети. Уште тогаш луѓето сватија дека во новосоздадените услови комбинатот не ќе може успешно да екзистира ако не се престрои и ако не се зафати за искористување на сите внатрешни резерви. Благодарејќи на овие иницијативи, кои произлегува од потребата да се излезе од рамките на примитивизмот, денес прераснува во крупна земјоделска организација, која не само што се модернизира, туку создаде база и за еден подинамичен подем на земјоделското производство. Само до пред неколку години, овие површини беа напуштена ледина. Кога самоуправните органи одлучија врз неа да подигнат плантажни лозја, многумина во општината сметаат дека е тоа илузија и залудно фрлање на општествени средства. Меѓутоа, колективот беше упорен. На оваа песоклива површина во почетокот подигна 150, а потоа уште 500 хектари плантажни лозја од рина, чија должина денес изнесува полни 5 километри. Есенва, овие површини на комбинатот му дадоа 26.000 килограми грозје од хектар. Со тоа беа победени и сите предрасуди. Богатството што овде го дава природата не остана гола символика. Луѓето се грижат што побрзо и понепосредно да се искористат сите услови што овде ги дава природата. Како што ни рече генералниот директор на комбинатот Ристо Франгов, есенва и наредната пролет ќе бидат подигнати уште 350 хектари нови плантажни лозја, со што вкупните капацитети под лозја ќе се зголемат на 1200 хектари. Со тоа, сегашниот обем на производство, кој изнесува 12.000, ќе се зголеми на 30.000 тони грозје за производство на вино и за консумација. Но со ова не се завршени сите активности. Наскоро овде ќе почне проширувањето на ладилникот, што има за цел квалитетното гевгелиско грозје на пазарот да го има преку целата година. Освен тоа, ќе почне проширувањето и на винарската визба за уште 400 вагони, со што комбинатот ќе стане способен со своите познати ориенталски вина да влезе во костец и со најсилната конкуренција во светот. Меѓутоа, целта на емисијава не е да ја прикаже величината на овој познат земјоделски комбинат. Напротив, се работи за нешто друго. Се работи за една иницијатива и активност која по своите цели и димензии Винојуг го прави уште поголем и посилен. Всушност, овде, меѓу првите организации во нашава република, започна да се спроведуваат во практиката заклучоците на конгресните документи. Колективот, кој од секогаш тежел за консолидација на внатрешните односи, се сврте кон себе и, согледувајќи ги своите собствени услови, се зафати со разрешување на најсуштествените прашања, од кои во значителна мера зависи на тамошниот развој на комбинатот. Носител на сите овие активности е основната организација на Сојузот на комунистите. Основен момент кој во долгата листа прашање доби приоритетно место е заштитата и подобрувањето на животниот стандард на работниците, водејќи се при тоа сметка дека е тоа суштествено прашање, од кое во голема мера зависи порастот на продуктивноста и воопшто просперитетот на комбинатот. На овој план веќе се преземени и конкретни чекори. Другар Джинов, на кои се прашања свртено вашето внимание во овој момент? Конгресите на СК Македонија, 6-тиот конгрес и 10-тиот конгрес на СК Југославија, секако ни даде поттик да размислиме и да се активираме во решавање на животниот стандард
на нашиот работник. Во тоа секако комбинатот има големи резултати постигнато. Во конкретниот случај ние успеевме преку работнички совет да одобриме една сума негде околу 300 милиона динара за обезбедување храна, исхрана и топол оброк на работниците. Со тоа секако да комбинато сигурно да нема да загуби, поради тоа што нашите работници, добивајќи го топли оброк, продуктивноста на трудот порасна, така да нашиот работник работи без да мисли на исхраната, бидејќи ние секојдневно му обезбедуваме храна. Поред тоа, секако да и продуктивноста на трудот се гледа во тоа што нашите работници во конкретниот случај имат и зголемуваат нормите, продуктивноста на трудот расте негде до 30 па и 50%. Во последно време во нашиот комбинат посебно се обрнува внимание за работниот човек, за неговиот стандард и условите во работењето. Така да сега без платење доручекот, а се размислува и за купување на школскиот материјал за ученици од работничката класа. Исто така мислиме дека подобрување се состои и во уведување на нова технологија, посовремени машини, така да работниот човек е што помалку изложен на физички напрегани. На што се должи оваа активност? Оваа активност се должи на тоа да и во нашиот колектив во последно време со последните конгреси и ние се свртивме кон себе да се ги видиме своите пропусти и каде може тоа нешто да се исправи. Како работна организација и ние после одржаните конгреси покушавме и брзо се прилагодивме према ситуацијата да према расположивите средства кои што ги има нашата работна организација да се помогне во поглед подобрување на животниот стандард на нашиот работник. Извршивме оквалификување на работниците, така да и по тој основ ја подобривме квалификационата структура на запослените и овозможивме да околу 150 работника преку подобрена квалификационна структура околу 150 милиони стари динари ќе добијат тоа нарочно на оние работници кои се со ниски лични примања. Обезбедивме да оваа година одат на одмор постари и позаслужни работници околу 80 на зимовање, на летување на Јадранско море, без никаква надокнада, а исто така планираме да наредна година обезбедиме заеднички колективни одмори со поголем допринос од страна на нашата работна организација, за да бидат и тие исто така, да им се обезбеди релативно ефтин одмор. Од расположивите средства кои остануваат во работна организација наменети за стамбена изградба, со посебна самоправна спогодба која што е склучена на ниво на општина, се договоривме 50% од овие средства додат во тој заеднички фонд и треба да служат за изградба на станови за работници со ниски примања. Расподелбата на тие станови ќе паднат во надлежност на општината, односно во тој фонд, и ние се надеваме дека дел од нашите работници ќе во текот на наредните години ќе добијат такви станови од тие средства. Исто така, прилично големи средства од нашата работна организација дават на се работници со ниски лични примања за изградба на станови во индивидуална собственост. Тоа е посебно важно, бидејќи ние како работна организација сме расфрлени скоро на сите села и секаде е присутна желба за обезбедување на соодветен стан за живење, а ние како работна организација сметаме дека сме должни и во таа смисла да помагаме. Меѓутоа, она што на оваа иницијатива и дава силен печат е зголемувањето на личните доходи на работниците. Како ретко каде,
Ovde neposredniот производител може да заработи повеќе и од генералниот директор на комбинатот. Тодор Георгиев, со кого се сретнавме на плантажата кај Авлак, ни рече дека минатиот месец заработил 4500 динари. Затоа, тој со задоволство зборува за она што овде се презема на планот на подобрувањето на животните услови на работниците. Помошник директорот Костадин Джинов долго ни зборуваше за големите ефекти што со себе ги донесе оваа позитивна мерка. Освен тоа што е зголемена продуктивноста, а со тоа и обемот на производството, во значителна мера е подобрена и дисциплината во работењето, посебно одговорноста и грижата кон општествените средства. Колку овие ефекти се големи и значајни, најдобро зборува и овој податок. На оваа плантажа, која зафаќа површина од 110 хектари, било планирано да се добијат 800.000 килограми десертно грозје. Благодарејќи меѓутоа на несебичното залагање на непосредните производители, оваа бројка е зголемена на уште 300.000 килограми, така што на 40 хектари се добиени и 48.000 килограми грозје од хектар, што представува своевиден рекорд. Со тоа, комбинатот Винојуг го доби приматот југословенски рекордер во приноси на грозје. Во контекстот на овие иницијативи и активности, обезбедувањето на комбинатот со потребните стручни кадри зема значајно место. Раководејќи се од девизата дека колку е поголема стручноста, толку и резултатите се поголеми, уште пред 3 години комбинатот донесе собствена акциона програма со која се предвидува перманентно освежување на сите сектори на работа со најнеопходните стручни кадри. Овој документ, кој по 6-тиот конгрес на Сојузот на комунистите на Македонија доби своја вистинска потврда и покрај известните отпори и колебања веќе почна да се спроведува во практиката. Како плод нови иницијативи денес во комбинатот има 70 работници со висока стручна подготовка, од кој приличен дел се агрономи и економисти со магистратура. Вашата работна организација од подамна се води посебна грижа за обезбедување на стручни кадри. Како сега се спроведува таа политика? Ние и тогаш бевме убедени, веќе праксата покажа, дека инвестирање во стручниот кадар е секако една од најрентабилните инвестиции. До сега имаме издадено околу 50 стипендии, и до формување на работници кои се во работен однос на своите стручни квалификации. Така да, со оваа пракса ќе продолжиме и понатаму. Уште ова година ќе распишеме оглас за нови стипендии, веројатно тоа ќе бидат може 20 или 30 стипендии за одредени профили. И сметаме дека за наредните 2-3 години нашиот комбинат ќе има повеќе од 100 запослени со висока стручна наобразба. Во Винојуг во последно време бројот нарасти и тоа со више и висока, околу 100 сигурно бројат. Меѓутоа, во прво време, кога така нагло почна овие кадри да идат, да доваѓат, работниците имаат мишљење дека нема да бидат рационално искористени, дали ги допренесат нешто тие луѓе и така натаму. Меѓу тоа во последно време јас како што сум убеден, значи видов тие голем допренос во предпријатието овие постигнаа. Затоа што тој како високо квалификуван, мислам инженер, вишист или инженер, тој е обогатен со знање. И тоа знање автоматски го
пренесува во самото производство. Дали веќе се чувствуваат плодовите од нивната работа? Многу. И тоа е ваа година, да кажем, одека беше планирано панско одделение. Меѓутоа, пано се надбаци со 30%. И така Кралица, например, од 400 хектара имаше планирано околу 360 тона. Преку 500 тона на браме, паковано грозде, и рифус околу 40% тоа му припаѓа. Во сите овие напори што имаат за цел обезбедување на поголемо и поквалитетно производство, имајќи го секогаш предвид подобрувањето на животните услови на работниците, не се заборави ни индивидуалниот производител. До пред известно време овде, како и во многу други подрачја во Македонија, тие беа препуштени сами на себе си, што доведе до запуштање на големи земјишни капацитети. Меѓутоа, по 6-тиот конгрес, односот на комбинатот кон оваа категорија производители целосно се измени и доби нов квалитет и содржина. Што се односи за индивидуални производачи, морам да кажем да смо у ранijim годинama ми имали пропуст у раду sa njim. Ko je krivac za to, zaista je teško i tražiti i nije ni zahvalno tražiti. Međutim, poslije 10. kongresa SKU i kongresa SKM, sve te odluke, da bi mogle da nađu svoje mjesto i u našem kombinatu. U okviru kombinata postoji posebna organizacija udruženog rada, koja je zasebna sa posebnim žiroračunom, koja istelo je namenjena samo radu sa proizvođačima. Tako da u okviru tog imamo i čak stručnu službu koja se sastoji od 3 inženjera agronoma. Drugo, imamo jedan mašinski park koji je istelo dat za potrebe individualnog sektora. A posebna služba koja radi na plasmanu kredita, tako da mogu da se pohvalimo da smo ove godine u momentu formiranja službe koja radi 9 mjeseci već imamo više od 4 miliona novih dinara više plasivnih sredstava nego ranijih godina, što nije bio slučaj. Ваквиот пристап во разрешувањето на суштествените прашања, кој безрезервно е прифатен и поддржан од сите работници во оваа земјоделска организација, отвори процес за натамошен уште побрз и подинамичен подем. Акционата програма за проширување на производствените капацитети, која по својот обем е мощна, сложена и амбициозна, доби нов импулс и нови димензии. Колективот, како еден, се грижи за незиното што подоследно оживотворување. Со проширувањето на плантажните лозија, кои во 1980 година треба да достигнат 1500 хектари, комбинатот Винојуг претендира да стане најголем производител на десертно грозје на Балканот. И не само тоа. Неговите ориенталски вина, кои веќе почнаа да им конкурираат и на многу познати светски фирми, во комбинатот создаде реални услови да зачекори на сите континенти и меридијани. U posljednjim godinama razvoj poljoprivrede uopšte u svijetu je u velikoj ekspanziji. Da je moglo da se pratite sve nove novine i adekvatno njihovo primjenjivanje kod nas, morali smo da u kombinatu i u okviru kombinata formiramo razvojnu službu. Glavni i osnovni cilj je službe da praćenje najnovijih dostignuća primjeni i kod nas. Zaista možda malo modifikaciju, ali da nađe primjenu, pa je zbog toga moralo da, pored inženjera agronoma, u tu službu da se uključi magistri, tako da danas imamo 2 inženjera agronoma, 2 magistra koji jedan se bavi sa agropedološkim analizom zemljišta, drugi se bavi sa selekcijom, odnosno čisto agrotehnikom u samom nasadu vinove loze. Posljednjih godinama uspjeh koji postižemo u vinogradarstvu je, bar prema svim pokazateljima, na zavidnoj visini ne samo u Jugoslaviji, nego čak i u svijetu. Posljednjih godina isto tako vidite i sami, možda ste dobili taj podatak da mi danas ne kopamo u vinogradima, da imamo najnovije sredstva za zaštitu, mislim u smislu mehanizacije, novih traktora, na primjer John Deere koji je jedan od najboljih traktora koji nalazi svoje mjesto širom sveta i kod nas je. Međutim, posebno interesantno je za Vinijuk kao Vinijuk za iskorištavanje ovih prirodnih bogatstava
da ceo sistem uzgoja vinove loze podredi se najintenzivnom korišćenju. Колку сончеви денови имате во текот на годината? Pa zavisno od godine, ali kreću se oko 300-310 sunčanih dana u toku godine, što je za vinovu lozu jedna vrlo važna stvar. Ako tome dodate da imamo i sisteme za navodnjavanje, da svaki sistem, u stvari svaka plantaža ima svoj sistem, a da s druge strane imamo dosta sunca, onda proizvodnja grožđa ne samo po kvalitetu, nego zaista na jedan visok nivo proizvodnje koji se kreće čak na pojedinim plantažama i preko 45.000 kg po hektaru. Веројатно и проблеми немате во пласманот на грозјето и на другите земјоделски производи со оглед на таа сончаност. Pa vidite, ako uzmete s jedne strane ti prirodni uslovi koji postoje i najnovija tehnologija koju mi primjenjujemo, mi smo najraniji proizvođači grožđa, ne samo grožđa, nego svi proizvode u Jugoslaviji. Tako da te prve sorte nema problema. Međutim i kasnije kvalitet grožđa ovdje u području Đevđelj je zaista na zavidnoj visini, tako da prođu kod kupaca svaki put ima. Vidite, pored toga što razvojna služba u okviru kombinata radi na primjeni najnovijih dostignuća, ja sam zaboravio da vam kažem da, na primjer, u ovoj godini smo počeli gradnju onog kompleksa vinove loze od 250 hektara, da će skoro sve da bude mehanizovano, čak i berba, i dok će i samo način navodnjavanja, sad jedan nov način, to je sistem kap po kap i on će naći primjenu, tako da slobodno možda kažemo da radnici u našem kombinatu bit će bez onog fizičkog napora, jer nema kopanja, nema navodnjavanja, ono klasično losanje cevi i drugo i berba bit će mehanizovana, nema dizanja i gajbi i sve ovo što povlači sa sobom. Ние од 70-та па до крајот на 80-та година имаме 10-годишна програма која што успешно се реализира. Секоја година се подигат по 100 хектари нови лозови плантажи и сметаме дека во тој поглед имаме видни резултати. Напоредно со развојот на лозарството имаме нова хладнача со капацитет од 6000 тони и од оваа есен градиме нова хладнача исто така со капацитет од 6000 тони. Напоредно со тоа исто така го шириме и винарскиот подрум, така да со развојот на лозарството да бидеме спремни да го прифатиме тоа производство како во подрумот, така и во хладначата. Во тој поглед постојат опасности од одредени хиперпродукции на тоа наше производство. Бидејќи ние денеска имаме 10.000 тони грозје, очекуваме од новите лозија околу 80-та година да имаме производство некаде од 25 па чак и до 30.000 тони само како посебна организација Винојуг. Ете, тоа се само неколку од многуте зафати на комбинатот Винојуг. Неколку од многуте иницијативи на оваа позната земјоделска организација, која инспирирана од заклучоците на партиските конгреси, настојува да стане носител на се што е ново и напредно во земјоделството и селото.